Почитувана представничка од Државната комисија за спречување на корупција, дами и господо, пратеници и пратенички, да проговориме во однос на поднесениот извештај. Јас и минатиот пат кога дискутирав по извештајот и кажав на претседателката дека во однос на структурата, во однос на методологијата и професионалноста, можам само да кажам комплименти, сте направиле една исклучително солидна работа. Имаме преглед кој што јасно, воочлив, поглавијата се навистина точно стандардизирани, прецизирани се темите, бројките и статистиките се уредно направени, така што тоа говори за професионалноста и за залагањата. Јас ќе кажам, бидејќи исто во рамките на невладиниот сектор сум работела на проекти и сум поддржувала, сум упатувала кон тоа да се професионализира самата комисија на таков начин и да постапува, и тоа е добро. Мал чекор, но битен како пример. Така што тој аспект не би сакала премногу да ви обрнам внимание. Во интерес на јавноста и на онаа таргет група која мене ме следи, би сакала да укажам дека Државната комисија за спречување на корупција е една од клучните институции во македонскиот систем за борба против корупцијата. Таа е замислена како водечка институција за превенција, клучна во создавањето предуслови за останатите институции на политичкиот систем, за да можат истите да се спротивставуваат на притисоците од корупција. Сепак, сите ќе се согласиме дека корупција е масовно расширена. Ова современо зло е навлезено навистина во сите спори во македонското општество и тоа го гледаме од најобични, да кажам, активности, например шалтерски активности, каде по изразот на службеникот одзади ќе забележите дека очекува некаква награда. Ете и оние кои што не се опираме на таквиот начин на комуникација или не дозволуваме тоа да влијае, например, ќе слушнеме, јас сум слушнала, например, лично многу искази каде има и точна тарифа за одредена услуга, не знам, 500 денари, 1000 денари, 50 евра, 30 евра, 100 евра, 500 евра, зависи. Тоа се случуваше и во рамките и на образовен процес. Нормално тоа не значеше дека сите професори се корумпирани, дека секој би си дозволил такво нешто. Исто како и стигмата со докторите, тоа е стара тема, 30 па и повеќе години во она друго политичко одување постоеше и се знаеа кои доктори, кои хирурзи, каде на преглед колку кошта, каде морате да платите на болничарот или на некој си чувар за да се заврши одредена интервенција, и тоа стана еден, да кажам, обичај. И многу често вака во непосредни разговори ќе забележите дека ќе кажат: знаете, тоа турско е станато, таму мора да платиш. Тоа е една вообичаеност и као традиција, но во суштина тоа зборува за степеност на дрскост, на злоупотреба, на моралната вертикала, тоест недостатокот на таа морална етичка вертикала кај секој еден поединец кога некаква позиција да си ја убави својата задача. Го има секаде, не само во Македонија, но кај нас е расширено бидејќи овој партизиран 30 годишен обид за плурализам доведе до тоа и судските органи да станат кондамнирани. Сите сме биле непосредно или посредно во допир со интервенции за некој да биде судија, некој да биде вработен во обвинителство. И кога влегувате по тој клуч, а не по клучот на сопствените цели, вредности, знаења, труд, амбиција, тогаш се лесно подложни, тоест тие што ќе ви ја завршат работата и ќе ве делегираат на таа позиција, сосема е логично зошто се случува тоа. Мислам, затоа вака и за пошироката публика го кажам, зошто во нашето општество станува вообичаено суди и обвинители да добиваат нарачки, па да имате небулозни процеси, да имате вистина право, и врз основа на тоа ќе имаме во вашиот извештај јасно се гледа и колку се зголемува процентот на граѓански преставки до Државната комисија за спречување на корупција, и тоа е сосема логички и оправдано. Општиот впечаток е дека комисијата работи, многу тешко тоа допира до јавноста.
Баш поради оваа слика која што претходно ја прикажав. И затоа знам дека постојат ограничувања и во делувањето на антикорупцијската, но ние ќе мораме и како собрание, но и како поединци да најдеме сила и поинтензивно да делуваме во однос на одредени коруптивни дејанија. Има одредени медиумски гласила каде што подопрен глас има индиции за сторени криминали или за начини на кои што се вршат истите. Но како секогаш што криминалците имаат пософистицирани методи да им избегаат на полицајците, така и гледаме дека денеска имаме еден софистициран начин на действување. Например, веќе нема привилегираност во однос на тоа еден да добие тендер, кој да добие, кај него ќе дојдат, одредени структури и ќе му кажат толку за тебе, толку за ваму, толку за таму и не можете да го фатите тој зачаран круг, освен ако некој од тие кои што треба да платат искажат јавно, а тоа значи многу често дека може и главата во торба да ја стават. Бидејќи денеска, како никогаш повеќе, македонските граѓани се чувствуваат небезбедни. За искажан збор, денеска е страшно да го кажете и своето мислење. Нормално, ние овде во собранието не дозволуваме тоа да се случи, сите говориме како што размислуваме, но би сакала и тоа да се потенцира. Иако борбата со корупцијата е тешка и неизвестна, граѓаните сепак се надеваат на правда, од основата на се и тоа го држи политичкиот систем, дека сепак постои светло на крајот од тунелот. И тоа го покажуваат и податоците кои што вака ги забележав, дека не само изминатата година, туку во изминатите неколку години граѓаните поднеле околу 1688 пријави за постоење на сомнеж за корупција и непотизам. Понатаму донесени се одлуки за 713 предмети, од нив 374 се од областа на корупцијата, 56 за судирни интереси, 70 одлуки се однесуваат за непочитување на законски одредби за време на изборен процес, а 113 се за проверка на имот на функционерите. Сега тука јас би сакала да се задржам. Исто така тоа е придобивка на овие 30 годишни партизирани плуралистички обиди или експерименти за демократија. Јас сум буквално поборник на класичната американска школа за следење на парите. Не постои посигурен извор или начин да видите, да детектирате дали некој, иако истовремено се залагам и сметам дека секој што сака да направи пари и тоа го прави легално, може да си направи колку сака и да си ужива колку сака. Например, немам проблем некој да е среќен доколку успее да си ги оствари тие со нешто и не ми пречи, напротив. Но многу ми пречи кога преку политика, преку такви канали се доаѓа до можност и врз основа на таа можност потоа се креираат политики. И ние видовме, тоест, еве и во мојот блок кој што го представувам, такви функционери кои за да спасат жива глава, но си ги зачува и контата, си ги изгарантира, си ги испреговара нивните материјални и други добра кои што си ги стекна и направија нешто што падна на сите нас како красти, кои што ги чувствуваме, барем тие што чувствуваат или знаат зошто одбрале одредена политичка опција и зошто веруваат во одредена идеологија, ги посрамотија. И денеска, за многу краток временски период, ќе се согласите сите дека дури станува малку излишно да се споменува тоа, дури како непријатно станува, се става под тепих, а во суштина е многу сериозна индиција. Значи, на кратко да сумирам, министерката си работела, си ги уживала сите привилегии, си собирала тендери, си направила другари, пријатели, си направила добри пари, си направила добра инфраструктура. Кога дошло време за политички пазар, се испазарила и толку. Каде се вредностите, каде е програма, каде се идеали, тоа е, како велат, мене често пати, Панчо ми велат, за идеали гинат будали, ама ние мора да веруваме во идеали, па затоа што ако немаме идеали, па зошто сме луѓе? Па мора и да се изгориме некогаш и да покажеме пример.
Оти верувам дека ако покажеме пример, ќе почнеме да излегуваме од овој подпросек во кој што паднавме и ќе почнеме барем до просек да се качиме, па може би за 10 години и ќе се надминеме. Сега, да не ви одземам од повеќе од времето. Сите овие бројки, сметам се, тоа е моje мислење, дека паѓаат во сенка, ако се земе во предвид дека укажувањата на комисијата многу ретко се зема во предвид или се применуваат нивните укажувања. И тука, мислам дека од овој годишен извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупција, тоа можеме да го извлечеме како главна тема. Моето залагање и мојата длабока верба е дека ние пред се, за да можеме вам да ви овозможиме успешно да си ја вршите работата, е да дадеме услови за независно судство. И тука треба да бидеме бескрупулозни. Тука не треба да допуштиме никој да може да се меша. Кој има успех, кој има талент, кој има желба и вредност, треба да добие шанса. Мислам дека во јавноста малку тезите отидоа во погрешна насока, затоа што не се земаат и другите параметри. Прво, не се зема во предвид дека Македонија по територија и по број на граѓани е мала. Ако не сме роднини, сме сватови или сме некако поврзани сите едни со други. И тоа не е страшно, тоа е предност, бидејќи на тој начин и полесно се можеме да препознаеме дали не е квалитетен или не. Значи, прашањето за непотизам е погрешно имплементирано и разбрано во нашата држава. Непотизам не значи по дефолт да го осакатиме секој едно дете на некој судија, политичар, не знам, доктор, било што сега, не знам, широк е спектарот. Непотизам е да овозможите некој кој што знаете дека со сила завршил факултет, дека сите го форсирале, дека тој не се појавил на предавања, дека ништо во животот сам не сработил и дека само затоа што е тоа величествено потекло или ги има тие карактеристики, тоа е предноста што треба да има. Јас сум личен пример за такво нешто, но тоа не е момент за да се каже. Затоа ќе кажам дека можете да се докажете без никој да знае, дури или отпосле да ве дознаат кои ви се родители, од каква фамилија потекнувате, кој ве воспитувал, зошто сте такви какви што сте. И тоа е нешто што треба да навлезе и да се говори за тоа. Значи сакам да кажам, бидејќи главната тема е сега и фокусот е во Академијата за суди и јавни обвинители. Еден голем број од тие луѓе млади, јас ги познавам, поминале и кај мене на испит. И не е точно дека сите се некредибилни. Но оние кои што ќе ги видите, ќе ги издвоите како посебно интересни, треба да обратите и да им дадете нешто подлабоко за да процените дали тој кадар треба да добие шанса или не. Но тоа подлежи надвор од овој аспект кој што вие го представувате, но јас би сакала еве одговорницата да го прокоментирам со сите. Антикорупцијската комисија, ќе повторам, е немокна ако нема независно судство. Место да се чуваат во фиока, например, имавме представка пред 4-5 години до Уставен суд, која држеше уставен судија кој сега е во пензија, кој беше делегиран од ВМРО-ДПМН. И тоа нели е стигма, не треба да се каже, но мора да се каже затоа што се направи неправда на луѓе и луѓето беа стигматизирани и малтретирани. Зборувам за луѓе кои што на вистина нема никаква врска со тоа што им се случува во еден период. И никој немаше милост. А платата е многу завидна и позицијата е страшно голема, а заслугата да се седне во Уставен суд била само затоа што се бил послушен партиски војник и многу љубезно седел пред вратите на некој претходен лидер. И потоа одеднашка многу големи господа. Индивидуалци, мудреци. Но вистината е една, а лагата секогаш и се кратки нозете. И тоа е она што ужасно револтира. И тоа е она што ги револтира и граѓаните. Ние овде можеме да ги кажеме работите и на поинаков начин. Можеме, не мора пластично, но вистината е таа. И ние треба тука да се соочиме со тој момент. И кога носиме законски решенија, треба да внимаваме на тие моменти. Оти кога добиваме листи, кого поддржуваме и кого делегираме, треба да знаеме дека во тој момент, кога некој кој што е свесен
бидејќи секој ден од нас е свесен до каде може и до каде му е капацитетот, без оглед колку тоа го покажува или не. Но кога некој незаслужено ќе седне на одредена позиција, не очекувајте таму лојалност и верност. Лојалност и принципи има кај луѓе кои што се изградиле самите и кои што самите даваат придонес во општеството. Значи, повторно затоа ќе кажам, место чување во фиока, неопходно е да се истераат случаите до крај и тоа е само единствениот начин на кој што може да се врати довербата во институциите и во државата. Корупцијата ја урива правната држава, и слабе институциите и ја загрозува демократијата како темелна вредност, создавајќи недоверба помеѓу граѓаните. За да се зајакне довербата, потребни се опипливи резултати, како и повеќе пресуди за случаи на корупција на високо ниво. Не на тој човек гладен таму што влегол, не знам како беше на времето кебапчиња, тоа потресително, па сум го запомнила. Украл кебапчиње, па украл зашто бил гладен. Или зашто и децата му биле гладни и направил некаква глупост. Морал да го направи тоа. Не зашто, нормално и таквите луѓе треба да се има однос, социјалната држава треба да превенира, треба да се најдат, мора да има механизам, не може да нема. Но оние кои што сериозно вршат коруптивни действија, или знаеме дека ја злоупотребиле позицијата, најлесно нешто да уловите некој дека извршил злоупотреба е на раководно место каде што седел, да си извршил да влијание на себе или на блиски до себе, да им водил комфор. Лесно ќе се фатат тие се лесно препознатли. Проблемот не е и до тоа дека вие ќе ги детектирате. Да си признаеме вистината во очи да ја кажеме. Проблемот е кој ќе се влезе во предистражна или во обид за предистражна постапка и кога таму одредени обвинители и нивни помошници ќе се заиграат со нивните калкулации. Значи нема правда така. Тоа е подсмевање на правната држава. Значи, потребни се опипливи резултати, како и повеќе пресуди за случаи, пак ќе повторам, за корупција на високо ниво и како решение и показна вежба, за да на сите им стане јасно дека државата е сериозна, конфискација на имот стекнат на криминален начин. Тоа е една идеја која што јас пред години ја зборував и ја пишував текстови, колумни и така натаму, кога велев дека не треба дури ни да ги премногу нели казниме со некакви затвори, мачеништва и не знам што, оние кои што ја искрадоа Македонија. Само да ги вратат назад работите и потоа многу полесно ќе биде. Ама знаеме дека таа приказка е само разговор меѓу нас. Оти е многу покомплексно, не верувам дека не може, барем во голем дел да се справиме со неа. Корупцијата ја подкопува демократијата и квалитетот на животот. Економската цена за овој феномен, согласно статистиките на Обединетите нации, е дека секоја година 1 трилион долари се даваат за мито, а 2,3 трилиони се украдени годишно преку корупција, што е 5% од глобалниот БДП. Значи целото човештво се уште е во старозаветното постоење, тоест до каде од до сега точите до таму алчноста, ако се има можност, нема да се сопре. Би сакала да дадам уште еден осврт краток и тука ќе завршам. Во однос на степенот на реализација на националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси, евидентно е дека помалку од 20% е степенот на реализација на националната стратегија од страна на надлежните институции, меѓу кои како најтаргетирани области се секако политичкиот систем како најсилно под удар, потоа органите за спроведување на законот, значи полицијата, здравство, образовниот систем, гледаме тука повторно се случуваат турбуленции, не може да се пасивизира и да се канализира тој столб, а е многу значаен. Труд и социјална политика, во бизнеси секако нели земјоделието, гледаме дека и тука најдовме начини како да ги искористиме бенефитите. Значи, тука сметам исто така дека е мал степенот на реализација, со тоа што најголемиот број од замерки и активности се во насока на донесување на законските измени. Треба да видиме што е заглавено во процедура и на каков начин можеме ние тука да действуваме.
Има навистина проблем во однос на комуникацијата или артикулацијата од страна на извршната власт со навремено одговарање, со или ефективно спроведување на укажувањата. Некако силата која ќе се земе се заборава, дека тоа е исто така еден временски циклус кој што кога тогаш ќе заврши, па ќе настапи нов. Нема свест, нема одговорност, некако се од денес зутре, и тука треба малку посериозно да се действува. Добро, сметам дека од претходно колегите кажаа доста од работите. Јас имам еден преглед кој што е медиум, нели, преку медиумите објавен од различни активности, од различни сомнежи, вие сигурно ги имате сите. Еве, нема да одам сега во тие детали, во интерес на времето и на концентрацијата ваша, мислам дека мојата порака беше јасна. Се надевам дека ова и ќе допре и до извршната власт и дека ќе имаме можност наскоро да почнеме во една позитивна нула, каде навистина ќе се потрудиме сите заеднички македонското општество да почне да се крева од оваа, нели, кал во која што е зазнато. Ви благодарам на вниманието.